почитувани, повод за денешнава пресконференција се скандалозните случувања околу пописот. Денес, на половина од неговото изведување, може да се констатира дека власта не е кадарна да спроведе ниту редовна статистичка операција на пребројување на населението, домакинствата и становите. Прво, недозволиво е се уште да не бидат во целост формирани пописните тимови, а веќе половина од времето за изведување на пописот помина. Тоа покажува дека власта потполно потврли во неговата организација. Второ, недозволиво е во земја кандидат за членство во ЕУ пописот да го карактеризираат инциденти на терен. Трето, недозволиво е изведувањето на пописот да биде спротивно на законот и спротивно на препораките на Евростат и Обединетите нации. Вчерашната закана со казни за оние кои ги прекршуваат законот за попис од страна на председателката на пописната комисија е само потврда дека во првите 6 од 15 дена пописот се одвива со законски прекршувања. Ако вака продолжи попишувањето, или резултатите на пописот нема да бидат веродостојни, или ќе се потврди образложението при оставката на Весна Јаневска дека се подготвува голем пописен фалсификат. Не треба да се заборави дека овој попис ги чини граѓаните 14 милиони евра, или 2 пати повеќе од пописот во 2002 година, за кој беа издвоени околу 6 милиони евра наменски средства од буџетот и 1 милион евра представуваат донации во опрема и инвентар од страна на Европската Унија и САД. Ние уште во април минатата година укажувавме дека власта на граѓаните за овој попис им испорачува многу висока сметка. Цената на чинење по жител на овој попис е повисока од цените на чинење на пописите во соседните земји. Например, во Србија цената на чинење по жител на пописот изнесува 3,8 евра и таа е скоро 2 пати помала од цената на чинење на пописот кај нас, кој изнесува 7 евра по жител, односно во Србија е на нивото на македонскиот попис од 2002 година. Најстрашното е што граѓаните ќе платат огромна цена за операција која власта ја води во неуспех. Бараме власта веднаш да информира јавноста за две работи: колкав е обемот на попишување кое не е во согласно со законот за попис и во кои општини е спроведувано попишување кое не е во согласно со законот за попис. Голем проблем на овој попис е информирањето и обуката на избраните службеници од државната и јавната администрација. Власта наместо да ги информира, обучи и подготви на време, повеќе се фокусираше на меѓусебни пазарења. Затоа сакаме да порачаме дека за владините грешки и пазарења не може вината да се префрла на службениците. За крај, сакаме да потсетиме дека целта на пописот е да се добие детална слика за населението и неговите животни услови. Точните резултати се неопходен предуслов за креирање на ефективни политики. Исто така, рамномерен регионален развој на Македонија зависи од резултатите на пописот. Блок дотациите и ДДВ дотациите за општините зависат од бројот на населението во нив. Затоа, пописот мора да се изведе согласно законски утврдените правила и да ја одразува реалната состојба во Република Македонија.